Тоа е датумот запишан со црни букви во историјата на општинен центар, особено во историјата на работењето на општинен центар. Тоа е дента кога се изврши физички напад врз општинен центар. Ајде. Работално иде. Ајде. Дента кога Срче треба да одговори. беа нарачени физички насилства врз представници на локалната самоуправа, за да постановувајќи на бомбите на председател на СДСМ да знаеме кој ги нарачува. Слушам негодување, ова го зборам за да дојдеме до мотивот зашто беа прекинатите седници, што се случи во меѓувреме. Тогаш на граѓаните на Центар и на Македонија им беше објаснато дека мотивите за собирање на граѓаните и на оние кои што ги мотивира беше одбраната на црквата која што треба да се гради, која што веднаш ќе се гради во општинен центар на улица Македонија. Разбравме од бомбите кои ги нарача тие протести и исто така разбравме дека тогашниот премиер Никола Груевски нарачал шамари врз началникот на општинен центар. Не он лично, некој друг да дојде, со што нели ќе се прати порака дека не може општинен центар да работи така како што он сака да работи. Денес имаме 3 случаи во јавното, специјалното јавно обвинителство на оваа тема, и не само што имаме случаи, туку тој и таков Никола Груевски е денеска на обвинителна клупа. Колку што знам, во мај ќе проложи или е веќе закажано на 3 мај судењето и ќе се видиме таму да поразговараме на оваа тема. Тоа беше моментот кога ние свативме дека немаше само од надвор организирана хајка, туку имаше со поддршка од нашите колеги. Дали е грешка или не, ќе каже специјалното јавно обвинителство, бидејќи Не, ќе каже судот. на колешки имате Судот каже. јасни, знам дека сте нервозни, го разбирам тоа. Ајде, Тоа мора градоначалник да плати штета ради вас тука. Ајде, волам се, сепак градоначалникот И- говори да Се извинувам пред Има, како што добро знаете, колеги кои што се обвинети за соучество. Се разбира, правдата ќе покаже дали е тоа така или не. Но она што времето го покажа, а не правдата, е дека таа црква до денеска седи неискрадена. И бидејќи се друго се изгради со поддршка од буџетот, освен таа црква, и не ни требаат бомбите за да сватиме дека мотивот на нарачаните напади овде врз нас, врз имотот на општинен центар, со цел да се спречи оваа точка што денеска се продолжува, ама немаше никаква врска со црквата, бидејќи таа црква денар не доби. И седи иста или рече си иста како што беше тогаш. Значи, Груевски го нарача и ВМРО да поне, за да се спаси црквата, црквата не е ништо инвестирана. Се разбира, граѓаните го гледаат тоа. Сега се променија условите затоа што има една друга сила политичка која што се очекува да формира влада, зашто не формира во некоја друга прилика, не овде, нели, не сме за тоа, не сме за тоа изгласани. И сега слушам повторно бунење, па зашто го прави овој општинен центар? И мислам дека сосема логички да го завршиме мандатот онака како што го почнав. Со желба да се спречат криминалните активности, за среќа во еден помирен тон го работиме ова, не затоа што така сакат оние што и тогаш ги нарача активностите, кои што беа поддржани комплетно од владата на Република Македонија, туку затоа што се променети политичките услови. Меѓутоа, наше право е ова да го работиме. Имате 2 соопштенија сега во врска со КЕОТ. Едното на партијата, во мора да поне, легитимно. Второ на градоначалникот на град Скопје. Партијата ВМРО да помане, пак велам легитимно, политички, јас би го направил истото, значи не е критикувам реакцијата. Вели, имаше паралела помеѓу КЕОТ со тиранската така наречена платформа, тука не го разбирам тоа до ден денеска, но беше кажано дека сојдниците на ВМРО, вие, не сте гласале против и со тоа сте застанале во одбрана на граѓаните. Така знаете, сигурно го знаете подобро од мене, или ако не го знаете, треба да го знаете, тој став. За мене, за сите нас, тоа беше порака дека фактички нема да продолжи изградбата на улицата на КЕОТ, бидејќи е прифатен револтот на собствениците и така натаму.
У дупот Малринке. Тоа е во Малринка. Меѓутоа излегува градоначалникот на град Скопје и вели: нема да ја почитувам одлуката на општинен центар. Тоа значи нема да ја почитувам мене, овие колеги и вас советници. Сите нас град Скопје нема да не почитува. Продолжува односот, правете вие во центар што сакате, ние нема да ја почитуваме. Ние, град Скопје, ние влада, како сакате, во случај. Јас не знам кој би дал право на Коцетановски така да се однесува визави една институција како што општинен центар. И визави советници. И вашата одлука не ја почитува, нашата одлука не ја почитува. Но ако така се продолжи понатаму, ние ќе посегнеме по другите механизми. Ако некој мисли дека со нарачано насилство, шамари, блокирање на работа, критика, притисоци, физички, ќе се успее во оваа намера, рековме дека ќе останеме доследни, и рета да останеме доследни на што сме го, и не можете тука да имате право да не критикувате. Затоа што ние сакаме да ги трнеме работите кои што се штетни за граѓаните. Немаме бизнес интереси во се тоа. Прашањето кое што го разбирам како логично поставено прашање е за последиците. И го решиме тоа на многу едноставен начин. Ово отвора пат да се донесат детални планови како што треба, каде што нема да се задоволуваат приватни бизнес интереси, кои што добиваат како приватници дозвола самите да прават улица и така натаму, кој ги праша граѓаните, кој ја праша општината и така натаму, а оние кои што имаат уплатено комунали и така натаму, ќе видиме што тоа значи при изработување на новите детални планови. Но, она што е штетно, ќе биде отфрлено тука. И тоа е нашата намера, и тоа е нешто што го направивме, имавме желба да го направиме 7.6.2013 што денес го дозавршуваме. Нема да должам, ќе завршам тука. Оваа седница има и сосема друга и уште повисока порака. Дека секој нешто ќе се спротистави и ќе нарача насилство, на крај ќе одговара се така. Ако не денес, утре, ако не утре, сигурно. Бидејќи може денеска да се спречи правдата, може да се спречи утре, но за утре ќе одговара.